Ајде денеска да зборуваме за парфем, што не добива доволно внимание. Сите да зборуваат за Латафа како бренд, за Асад серијата. Исто така зборуваат и за Камра серијата, али никој не вам слушнато да зборува за Латафа Хабик. Искрено кога го земав мирисот, не очекував ку знае што да биде. Го земав по препорака на Ноел Дизел, али после првото носење страшно ме изненади. Дојаш еден преубав зачинет мирис со кардамон, малце бибер, што не е воопшто нападен и делува баш средано и премногу пријатно. После некое време стоење, станува потопол и многу полесен. Тука многу ми се свиѓа. Се чувствува цимет, тонка и некои дрвенести ноти што дојува баш убав и машки карактер. Во врска за проекцијата за овој морам да кажам дека не е премногу јак. Највише комплименти што им добиено било од луѓе што ми се доближиле, се осеќа дека е интимен мирисот. Според мене, најдобро функционира навечер. Зимно време ќе ти биде дели драйвер, летно време строго навечер ве мохол. За трајноста негова, на моја кожа добивам солидни 6 часа, а за проекцијата, како што кажав, е солидна. Искрено за парите и за категоријата негова, што не Discontinued Jean Paul Gaultier на тоа е клон, тенката му е преубава и е многу повеќе од тоа што очекував. Ако сакаш еден топол, зачинет, поелегантен мирис, што не го носи секој втор човек, мислам дека Латафа Хабик мора да му даде шанса. Ако веќе сте го пробале или било кој од овие мириси, ве молам во коментар, пишете ми кој ви е омилен, за да си ја земете. Знаете дека може да си ја најдете на fragravia.mr. Фала ви многу.